73 производи се во есенската кошничка која ја скрои Министерството за економија. Од следната недела до 31 октомври, брашното, лебот и пекарските производи, млекото и млечните производи, месото и преработките од месо, дел од овошјето и зеленчукот, ориз, граф, тестенини, масло за јадење, дел од конзервираните производи, како и безалкохолните пијалоци ќе бидат со ограничена бруто профитна маржа до 10% и во трговијата на мало и во трговијата на големо. Трговците треба да ги одбележат производите со надписот "Помалку трошоци, повеќе за тебе", кој е објавен на веб страницата на Министерството за економија и труд. Со ваквата одлука, владата очекува дека цените на производите кои се на листата ќе паднат и трошоците за храна ќе се намалат за околу 10%. Трговците на големо и трговците на мало ќе имаат обврска за да ги прибавуваат и продават во месечни количини од најмалку 70% од прибавените количини во месец август 2024 година од овие производи на листата. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во службен весник на Република Северна Македонија, а ќе се применува до 31 октомври 2024 година. Граѓаните ја поздравуваат мерката на владата за така наречената есенска кошничка, но и апелираат ветеното да се исполни, а не да бидат излажани како што се случувало предходно. Добре, зашто да не? Би рекла дека до некаде да. Гледајќи го ова сега по пазарите, не знам, ќе видиме, ќе кажат резултатите понатака. Сметам дека е добро како идеја, а колку ќе помогне, ќе видиме сами, ќе се увериме, затоа што имавме многу ветувања до сега. Тоа е одлична мерка, ма како ќе види, дали ќе види. Иначе, како за сега што гледавме, најавуваат, па качуваат цени, тука ги замрзнуваат. Мерката ја поздрави и од Сојузот на синдикати на Македонија, но укажуваат дека идејата треба да се спроведе во целост. Оттаму апелираат во формирањето на кошничката да се земе во предвид и пресметката на синдикатот. Според најавите од првиот човек на ССМ, ќе има благо зголемување на минималната синдикална кошничка која ќе биде објавена идната недела. Како ССМ сметаме дека сето она што се прави во интерес на работниците во насока на намалување на цените во маркетите и во продавниците за овозможување работниците да можат да купат и да набават основни прехранбени производи е добра идеја, меѓутоа идејата треба да се спроведе во целост онака како што им е испланирана. Се надеваме дека делот на храни на пијалоци кои го пресметуваме како ССМ, ако изнесува 22.300 денари за минатиот месец, во синдикалната минимална кошничка ќе биде појдовна основа. Мерката претходно ја поздравија и од Организацијата на потрошувачи на Македонија. Оттаму мислат дека ќе им помогне на граѓаните, но на краток рок. Министерот Дурмиши пак најави дека цените на долг рок ќе се стабилизираат токму со законот за нефер трговски практики, кој треба да стапи на сила на крајот на месецов. Тој потврди дека мерката во наредниот период ќе се применува како божикна, рамазанска, великденска кошница со ограничено време траење пред и за време на празниците, кога цените вообичаено растат.